шехадетот има две, што рече тој, две основи. Две столбови, главни, две стубови. Тоа е првото што е негација. Треба да негираш друго, све што се обожава освен Аллах, субхану ва таала. Овој ти е првиот столб, првата основа. Мора да негираш све што се обожава освен Аллах субханаху ва таала, затоа што тоа не заслужи да се обожава. И ние го кажавме хадисот од Харис ал-Аш'ари, Аллах субхану ва таала што му нареди на Јахја ибн Закарија алейхиселам 5 зборови да работи со према тие зборови, да ги повикува Бену Исраилите да работат према тие 5 зборови. И првото што беше, Ан јабуду Аллаха ва ла юшрику бихи шеја, да го обожава само на Аллах субхану ва таала и ништо да не му придружат него. Зашто примерот на овој што му придружи на Аллах субхану ва таала ортак, како е? Како е примерот? Но кажавме. Како е примерот? Како е примерот? Примерот е, вели посланикот салаллаху алейхи ве селем, како еден човек што откупува еден роб. Порано, немат робови сега како порано. Порано одеше на пазар, имаше пазар за робови. За да ти служат тебе. И оде ги продавае. Тие ги имај заробено на негде друго место, ги донесуват на друго место, ги продавае за да бидат слуга кај господините. И одеше ти, например, или јас, да го купиме. Си го купи него за да работи кај мене. Така вели посланик, одиш, го купиш со твоето богатство. Со злато, било то, или со сребро, тогашно време. Го купиш и му велиш, ова е мој бизнис, ова е мој дучан, ова е моја земја. Работи овде и ова што ќе го добиеш од таа работа, па да речеме парите од оваа работа да ми ги даеш мене. Господарот вели, парите да ми ги даеш мене. Тој што прави? Работи тука, парите наместо да ми ги да ти ги дај тебе што си господар, ми ги дават мене. Кој од вас ќе биде задоволен со тоа? Вие што имате работници, например, работникот, ето да речеме братот, имат работници таму. И тој работи во сладкарницата таму, тој му вели работи овде и парите од ова мене да ми ги даеш. Тој наместо него мене ми ги дава. Мој тој да биде задоволен со тоа? Не мој да биде задоволен. И така, Аллах субхану ва таала те има створено него да го обожава, затоа што тој те има створено, тој ти дава да јај, тој ти дава да пие, све тој ти има даено и после ти да го обожаваш каменот, да го обожаваш месечината, да го обожаваш сонцето. Значи, ова ти е примерот на ширкот. Лесен, многу лесен пример има даено посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи првата е негација, мора да не негира све што се обожава освен Аллах субхану ва таала. И вториот столб на шехадет, столбови, овие два столбови, овие ќе бидете прашани секако, морате да бидете прашани, овие се столбови. Ова е основ, стуб. Ако не ги знаеш овие, не можеш да го сватиш шехадетот како што треба. После вели афирмација. Освен Аллах е афирмација. Значи, ако афирмираш дека навистина не заслужи да се обожава освен Аллах субханаху ва таала, а тоа е признавање и тврдење за обожување единствено на Аллах субханаху ва таала, тоа може да се постигне само со негирање, сега, ојме подолу. Тоа како може да се стигне тоа? Негирање и афирмација, шехадетот, како може да се постигне на вистина? Еден човек да го има сватено монотеизмот како што треба, вели со негирање на 4 работи и докажување 4 работи, како што спомнале научниците.